во однесувањето, како што кажав, или е многу нервозен, или е отсутен од работа, или е на работа, меѓутоа со паметот отиден, или прави премногу грешки, можеби од страв да прави премногу грешки. Значи тука треба да бидеме внимателни дали од страв прави, од стравопочит, дали ќе сгрешам што ќе биде, или пак едноставно не му е гајле што ќе направи грешка и продолжува понатаму. Намалени перформанси, значи не ги дава исти резултати како што ги давал пред некое време. Или нешто се случува во приватниот живот и си го носи на работа, или пак навистина повеќе не сака да работи, меѓутоа оди заради финансиска основа. Физички симптоми, често е болен. Често нешто се случува, често некаде мора да оди. Често зборам или наоѓа оправдување. Емоционални индикатори, каде што веќе, пак ја спомнам овде, значи и анксиозноста, меѓутоа ќе ја спомнам и оние каде што е уморен постојано, пак се надоврзуваат на сите овие. Нешто што не е достапен за разговор, кој ќе го прашаш, не можам сега, ај усте батали, не ми се збори, не сакам да зборам. И едноставно ќе одбегнува било каков контакт со вас. И еве го зголеменото отсуство од работа. Era.mk. Вистинската работа за тебе.